Вице-премиере, добар ден. Зошто да се инвестира во Македонија, а не на пример во другите балкански држави? Па Македонија има еден од најповолните даночни режими во светот, прогласен од страна на магазинот Forbes за пети најдобар во светот. Имаме добра географска поставеност, инфраструктурно сме релативно добро поврзани, но инвестираме и понатаму во добро поврзување и сметам дека со инвестициите што ги правиме во делот на образование ќе имаме едно од најквалификуваната работна сила. Меѓутоа, во еден модерен, динамичен економски свет, особено со жесток притисок од земјите од далечниот исток, како може Македонија да се наметне на светскиот глобален пазар? Па токму компаниите од далечниот исток се една голема шанса за Македонија, бидејќи со завршување целосно на коридорот 10 се менуваат трговските рути во Европа. Имено тогаш, наместо да пловите со брод од далечниот исток низ Средоземното море и се губа 2 недели да отидете до Германија, кај што се главните пристаништа, низ трговските рути кои би поминувале низ коридорот 10, се отвара една одлична шанса за компании кои се бават со логистика и поедноставно производство. Кои сфери на македонската економија се најприпамливи за странските инвеститори? Па тука се инвестициите во делот на инфраструктурата, во делот на енергетиката и се разбира сите оние компании кои имаат производство кое е наменето за европскиот пазар, бидејќи во слободните економски зони навистина и во делот на фискалните бенефиции, и во делот на инфраструктурата, и во делот на логистиката, мислам дека имаме пакет кој што е многу конкурентен за било која компанија. Дали одвраќањето, дали пролонгирањето на решението за македонско-грчкиот спор околу името ги одвраќа странските инвеститори? Каков впечаток имате? Па видите, сигурно дека тоа има негативен контекст не во смисла на самото име, туку одложувањето на процесот за влегување во НАТО и во Европската унија. Навистина, малку е жално тоа што ќе ги исполните сите критериуми за да станете членка на едно здружение како држава, а сепак не стануваат од сосема други политички проблеми. Но повторно, она што го објаснуваме на инвеститорите е дека Македонија во она што е создавање на бизнис клима во делот на владење на правото на креирање на соодветна работна сила го прави сето она што е потребно за да се биде во Европската унија и дека она што го имаме кај нас е слично како да сме во Европската унија и кога тоа ќе се објасни, мислам дека и таа бариера полека исчезнува.